Почитувани, секогаш кога било најтешко, кога државата се наоѓала во комплицирани моменти, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажувал одговорност и превземал храбри и важни чекори за доброто на нашиот народ и нашата земја. Нашата одговорност ја потврдуваме и сега. Превзедов муштерен чекор за да им олестиме на граѓаните и веднаш да заврши оваа игра на нерви од која најмногу страда народот. Цврсто сме решени да обезбедиме активно собрание, целосно функционална политичка влада и институции кои со полн капацитет ќе им служат на интересите на граѓаните. Мораме и можеме да си ги спасиме државата и народот од каков било ризик од дополнително влошување на ситуацијата. Како што бевме свесни дека од самиот почеток на битката со коронавирусот е потребна брза и одговорна реакција од сите институции, така и сега јасно кажуваме дека државата нема да може да издржи поголема криза од оваа, доколку продолжиме со техничка влада и без собрание. За да не страда народот и за да им овозможиме на Мицкоски и ВМРО ДПМН на дело да покажат барем малку одговорност, го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кој гарантирано ќе учествува опозицијата. 13 и 14 јули, односно понеделник и вторник, ќе бидат денови за гласање на болни изнемоштени лица, вклучително и граѓани кои се позитивни на коронавирусот дома или во болници, сите што се во самоизолација и сите хронично болни граѓани. Овој наш државнички чекор е за спас на државата. Со гордост кажуваме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е носител на одговорна власт. Граѓаните ќе оказнат незрелото и несовесно несување на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Деструктивното несување на Мицкоски, Чулев и ВМРО ДПМН преку лажни вести и злоупотреба на МВР, за да ги саботира здравствениот, економскиот и политичкиот систем, завршува на 15 јули. 15 јули е денот кога граѓаните ќе потврдат дека продолжуваме на правиот пат. Патот кон развој и напредок, кон економски раст и интеграција. Благодарам.